Охрид е убав во септември. Тоа најдобро го знаат туристите кои се уште ги има по охридските сокаци. Во еден таков сокак, во стариот дел на Охрид ве водиме во оваа луги и места. Наш домаќин е Марта Пејоска, архитект по професија, но веќе 8 години себе си се изразува преку плетењето чипка од сребрена жица, или поточно, ја продолжува традицијата на старите охридски мајстори за филигран, но и давајќи им современ модерен белег на парчињата накид. Црпејќи ја секојдневно инспирацијата од нејзиниот Охрид, од едрењето по езерското синило, од планините, пештерите, Марта ја витка и раскажува својата сребрена приказна, која потоа живее и се прераскажува од оние кои го носат нејзиниот накид. Таа не ја крие фасцинираноста од филигранскиот занает за тоа како и што се може да се направи од сребрена жица. Среброто на почеток е еден суров материјал, сребрена шипка. Потоа се влече во жица, се влече во различни типови модели и димензии и облици на жица. Потоа се прават елементи од таа жица кои што се склопуваат и од нив испаѓа некој креативен, конструктивен склоп кој што на крај кога ќе се заврши, кога ќе се исполира, така блеска среброто и е парче накид кој што се носи на себе и личноста станува уште побогата, поубава. Едноставно му дава еден израз и став на парчето накид, колку што ја дава на личноста. Значи, тоа што ме плени е моментот дека од таа сребрена жица, значи кој што изгледа вака, на крај станува нешто кое што јас не можам да го замислам. Значи нешто многу убаво. Потекнува од семејство во кое сите четворица членови се дипломирани архитекти, но никој од нив не работи или работел како архитект. Го издвојува влијанието и секојдневието на нејзиниот татко кој, иако бил дипломиран архитект, целиот свој живот се занимавал со сликарство и резба, но и фасцинираноста од мала, од филигранскиот накид кој го среќавала во Охридската чаршија, изработен од неодамна починатиот охридски мајстор Вангел Деребан. Филигранот конкретно, сите ние знаеме дека е синоним за градот. Охрид, посебно стариот мајстор кој што неодамна за жал почина, мајсторот Вангел Деребан, е еден символ за градот. Охрид, за филигранството, за сета негова традиција многу векови наназад. Мојата средба со филигранот претпоставувам дека беше премногу спонтана и некако како цело време да беше тука околу мене. Мислам, секој ден пат кога јас ќе поминев покрај низ нашата стара чаршија, беше неодминливо беше застанувањето пред неговиот излог, пред неговиот дуќање и воодушевување на сета таа уметност која што тој низ таа филигранска чипка ја создаваше, ја создавал многу долги години. Спонтано некако во мојот живот, кога додека јас студирав архитектура и сепак допирот со секојдневниот допир со уметноста, претпоставувам дека некако сосемно спонтано, помалци можеби очекувано. Не знам, ете така, некако се роди таа оној уметнички порив кој што јас сум го имала во мене. Цело време си го нашал својот излез преку таа моја наклонетост или љубов према филигранот, према убавот. Нејзината филигранска приказна започнува пред 8 години, кога била дел од еден проект за ревитализација на стари занаети. Во тој период, се уште била студент по архитектура, за подипломирањето целосно да се посвети на дизајнот на накид и изработката на филигран. Филигранскиот занает, јас го работам скоро 8, односно 9 години. На почетокот сето тоа беше некој среќен склоп на околности или можеби јас се најдов во право време на право место пред сите тие години кога бев дел од еден проект кој што се реализираше во Скопје, кој што се викаше ревитализација на стари занаети, меѓу другото беше одбрана и филигранскиот занает кој што тогаш беше во изумирање. Можеби и денеска во одредени средини. Кај нас во Охрид конкретно многу малце луѓе го работиме, за жал,
овој занет. Значи, пред повеќе години јас го завршив тој курс Основите на филигранската техника. Го завршив тој курс и некако, без разлика што бев на средина на моето студирање, архитектонските студии не се баш така едноставни, нели, за студирање. Тоа е архитектурата е цела една култура и филозофија на живење, барем јас така ја гледам, а исто така и уметноста. Значи, филигранот никогаш не го оставив, секогаш повеќе или помалку го работав во склоп на сите тие обврски што ги имав према факултетот и спрема студирањето, кој што го зафаќаше 101% од мојот ден и од мојот живот. Меѓутоа, сепак успеав некако да ги балансирам и конкретно работењето на накитот и дизајнирањето на причината и студирањето и проектирањето на архитектурата. Пак ќе речам, склоп на животни околности, пред неколку години, односно пред 3, јас конкретно решив да се занимавам со филигранот, се предодредив тоа да е мојата професионална определба. Јас веќе имам мој ателје, односно мој дизајн студио веќе 3 години под име ателје Марта Пејовска, кој што функционират и работат во Охрид. И покрај тоа што не работи како архитект, таа вели дека никогаш не ја напуштила архитектурата, туку дека и своите архитектонски креации ги преточува и изразува преку сребрената жица. Изразот на архитектонски излегуваат преку некој друг медиум, да речам. Татко ми беше сликар цел живот, може да видите со што се тој уствари се занимаваше. Можеби не во уметничките слики, меѓутоа во неговите други дела, резбарните дела, конкретно столици, мислам, може да се насети тој некој архитектонски концепт или таа некоја архитектонска основа. Кај мене, јас можам да кажам дека архитектурата е и како присутна во ова што јас го работам. Можеби некој ќе рече, ајде сега што има врска архитектурата со дизајнот на накит или со занаетот филигрански, меѓутоа има и тоа како има. Тоа лично јас го согледувам по мене во начинот на работа во сиот тој процес. Значи, не е баш онака банално само седнувам на маса, ги виткам жиците, го направив парчето и ајде толку. Значи, не ми е менува работа од 8 до 4, јас никогаш тоа не можам да го направам во такви рамки да го ставам. Она каде што јас ја гледам архитектурата, еден дел од нејзе е во сиот тој пристап и процес на дизајнирање на парчето, од иницијалната идеја која што почнуваат со скица, која што јас запишувам преку скица, па развивање на тој технички цртеж, се до крајот на цртежот, кога скицата е целосно дефинирана тој цртеж и потоа почнува следниот чекор, следната фаза во сиот тој процес на изработка, тоа е работата на масата, на плочата, каде што јас ги виткам жиците и понатака таа скица ја оживувам преку тоа сребро. Филигранскиот занет, односно работењето конкретно на накит, кај мене е изразување на архитектурата само во еден друг медиум. Јас архитектурата не ја сваќам конкретно само како проектирање на објекти, на згради, на куќи или други објекти, туку ја сваќам како еден начин на изразување кој што во моментов јас ја практицирам преку дизајнот. Значи, јас работам дизајн како архитектура, да речам, и се изразувам преку среброто, односно преку сребрената жица. Јас не ја користам за да се изразам себе си и се тоа на уметничко, да речам, што го имам по себе. Таа работи класичен, автентичен филигран за овие простори, но со незините дизајни му дава и современ, модерен белег. Охрид како Охрид е поим за инспирација и за многу луѓе и за многу други професии и така натака, меѓутоа сепак сметам дека тоа е премногу индивидуално. Значи, јас и кога сум на планина, и кога сум во вода, и кога сум покрај езер, и кога сум во ателје, и во соба, и горе на кров на пенџера, или во Скопје на улица, во автобус, во такси, знаете, инспирацијата секогаш и сегде може да се појави. Дури мене ми е лично многу интересно кога во разговор со некој соговорник, познат, непознат човек, но некоја сосем друга тема, некој збор, некоја реченица може мене да ме инспирират и мислат да ми заменит во сосем друг контекст. Такош инспирацијата е многу индивидуална и претпоставам дека се зависи од тоа какви содржини има човекот во себе, цел живот што правел, каде растел, каде шетал, каде одел, со што имал допир, контакт и така натака. Јас го работам, го неговам и класичниот филигран, неговата форма, неговата исполна, има тука некој, да речем, пропишани стандарди, ако воопшто може да се искористи таа реченица, што значи класичен филигран, традиционален, препознатлив, македонски за ова поднебје и така натака. Меѓутоа, она што јас
Сакам да го направам, дури и до некаде можеби чувствувам и одговорност, како е припадник на таа една млада или нова генерација, е да му го продолжам животот на филигранот. А тоа е со давање на еден нов, модерен или современ аспект. Нејзиниот филигрански свет го создава сосема сама во ателието на нејзиниот татко и признава дека изработката на филигранска чипка е процес кој бара таква изолираност и смиреност, но и само контрола. Нешто и моменти кои дополнително ја развиле кај неа љубовта кон овој стар занает. Она што мене лично ме импресионира кај филигранскиот занает е нивото на дисциплина и на смиреност и на самодоверба која што мора да се има. Посебно нивото на дисциплина. Јас не мислам на ништо додека работам, конкретно додека седам на оваа маса и додека ги полнам филигранските парчина, посебно додека ги лепам, односно користам оган. Кога јас ќе влезам во оваа ателие, кога ќе ја затворам вратата, јас се осамувам, јас работам сама, затоа што сепак е потребна, пак ќе повторам, голема дисциплина и на рацете, и на умот, и на целото битие, мора да се смири, за да јас да можам успешно да го изработам и да го завршам. Значи, сето она што мене ме преокупира, дали приватно, било какви проблеми, маки, возбуди и радости, јас сите ги оставам пред влезната врата. И тоа лично за мене е така и мислам дека и така и кај сите други кои што го работат филигранскиот занает и кај мајсторите, затоа што е многу битен моментот на самодисциплина за да се работи ова нешто. Секој парче накит е една нејзина лична приказна. Приказна исплетена со сребрена жица, но и потврда за тоа дека ако искрено и пристапите на работата, резултатот и задоволството од истиот се неизбежни. Имам привилегија да познавам и да работам еден многу стар занает, многу интересен занает. Значи, јас лично чувствувам голема одговорност према себе, према она што јас го имам како наследство, оставено да речеме духовно од фамилиарно наследство, имам одговорност према градот Охрид, таму каде што јас живеам, према старите мајстори од овој град и така натака. Значи, мене не ми е сеедно, јас не му пристапувам сеедно, како пак ќе повторам, како обична работа. Значи, доаѓам, правам, заминувам и после јас имам одговорност во моментот кога работам, во моментот кога го предавам парчето, према луѓето кои што ги носат и ги купуваат парчината. Знаете, секој едно парче мене ми е мала лична приказна. Не можам да го опишам чувството на среќа и на исполнетост кога парчето кое што пред долго или пред кратко време сум го имала само како идеја во главата и сум го нацртала во скица, на крај го направам, сум го направила и го држам во раце како готов. Не можам да кажам дека да, лесно ми е да се одделам од парчината кој што ги правам. Не ми е баш лесно да се одделам, меѓутоа моментот кога го давате тоа парче и на тој некој кој што го препознал и за него и ќе го носи, тоа е чувството е повеќе од воодушевувачко. Едноставно не можам да го опишам. Среќата е неопислива. Иако накитот е најдобро изложен на оној кој го носи и со тоа се прераскажува неговата приказна, сепак неодамна во рамките на Охридско лето се случи и класична изложба на современ накит на 4 дизајнерки од Македонија, насловена "Во синило те намамив". Марта беше една од нив. Инспирацијата ни беше, се разбират, синилото, Охрид, езерото, големото синило, така и нели беше, односно и наречена изложбата, во синило те намамив. Тука беше и моментот на каменот присутен од Охридското крајбрежје, кое што мораше да се вклопи во сета таа поставка и мислам дека коментарите и потоа и ревјуата, односно на изложбата беа повеќе од позитивни и од воодушевувачки, така што претпоставувам дека да, направивме нешто интересно. Филигрански ги склопивме парчињата за да ви раскажеме и да ве запознаеме со уште една приказна во луѓе и места. Следната ја започнуваме за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.